Па јас сум апсолутно спремен за разговор и да не биде кандидат мојот поранешен колега овде од Собранието, господинот Коце Трајановски, би сакал да поразговараме зошто одбрал ваков правец на условно кажено развој на градот. Зошто се заглавил само на площадот во Скопје и ги подзаборавил сите граѓани на Скопје кои што живеат. На Скопје му требаат крупни визионерски проекти кои што не се наменети за сечење на ленте. Градоначалник на еден голем град што претендира да биде метропола не сме да се занимава со ситни работи. Кој што ќе се занимава и е платен за тоа. Ама не да се фали со тоа. Значи нешто што е одржување на улици, за тоа да е платен градоначалникот. Но крупните проекти кои што ќе донесат подобрување на нов квалитет на жителите на Скопје, тоа е задача на еден добар градоначалник. И пораката до Трајановски? Еве, например, да е сега нова година, што ќе му посакате, што ќе му честитате? Па, ќе му честитам, ќе му кажам дека ќе продолжам во однос на оние активности што тој ги започна, бидејќи континуитетот е многу важен во функционирањето на еден град, а дека ќе биде задоволено до она што јас ќе го имам сработено како градоначалник. Односно ќе го сработам како градоначалник.